Премиерот Христијан Мицкоски денеска во своето обраќање на самитот 2026 во Организација на Македонија 2025 истакна дека поврзувањето представува најважната основа за економски раст и развој на државата. Настанот се одржува под мотото по 2025 за врзување на растот, поттикнување лидерство. Мицкоски нагласи дека главната компаративна предност на земјата е нејзината географска позиција и улогата како крстосница на важни европски коридори. Тој посочи дека клучен приоритет е развојот на инфраструктурното поврзување преку коридорот 10 и коридорот 8, со што би се зајакнало поврзувањето на Северна и Јужна Европа, како и врската меѓу Централна Европа и Медитеранот, односно меѓу Јадранското, Јонското и Црното море. Се друго како компаративна предност може да се најде и кај други држави. Ако го развиеме ова, можеме да развиваме се, истакна Мицкоски, нагласувајќи дека државата се уште треба да го гради овој темел. Премиерот информираше и за тековните активности во изградбата на автопати, железничко поврзување и енергетска и гасна инфраструктура, оценувајќи дека завршувањето на овие проекти е врвен приоритет на владата. Во делот за економските движења, премиерот порача дека првите месеци од годината покажале позитивни резултати, но дека глобалните геополитички случувања, вклучително и конфликтот на Блискиот Исток, имаат влијание врз економијата. Во однос на странските инвестиции, Мицкоски оцени дека постојните и најавените проекти го приближуваат капацитетот на човечки ресурси до максимум, поради што едината ја гледа во регионални проекти и дигитално поврзување. На самитот се обрати и извршната директорка на Македонија 2025, Никица Мојсовска-Блажевска, која порача дека економскиот раст не е исклучиво задача на владата, туку заедничка одговорност на институциите, компаниите, образованието, граѓаните и диаспората. Таа истакна дека за напредок на државата е потребна поголема ефикасност на институциите, поголема конкурентност на компаниите, современо образование и поголема граѓанска одговорност. На покана на министерот за надворешни и европски работи на Словачка Јурај Бланер, министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Моцунски денеска во Братислава учествуваше на министерскиот состанок на групата Пријатели на Западен Балкан. Групата Пријатели на Западен Балкан ја сочинуваат Италија, Австрија, Грција, Чешка, Словачка, Хрватска и Словенија, а е формирана со цел забрзување на пристапниот процес и интеграција на земјите од Западен Балкан во Европската Унија. На состанокот беа разменети мислења за актуелните предизвици на политиката на проширување во актуелниот геополитички контекст, стратешката соработка со регионот, економскиот развој и безбедноста. Во дискусиите преовладуваше силна поддршка за нова засилена динамика на пристапниот процес, како и за потребата од храбри и стратешки одлуки во насока на проширувањето на Европската Унија. Во своето обраќање, Моцунски ја истакна важноста од забрзување на процесот на проширување, со посебен фокус на отстранување на пречките за непречена трговија со Европската Унија, во контекст на европските регулативи кои го забавуваат пристапот до внатрешниот пазар на Унијата. При тоа тој посочи дека концептот на постепена интеграција треба дополнително да се надгради со нови иницијативи кои ќе овозможат поактивно учество на земјите од регионот во креирањето на политиките на Европската Унија и ќе донесат директни придобивки за граѓаните. Тој говореше и за значењето на инфраструктурните проекти, нагласувајќи дека Македонија представува точка на пресек на паневропските коридори 8 и 10 кои имаат значајна економска, безбедносна и геостратешка важност за регионот и Европа. Министерот за одбрана Владо Мисајловски денеска присуствуваше на свеченото отворање на меѓународниот саем за одбрамбена и безбедносна технологија, кој се одржува во Братислава, Словачка. Настанот се одржа на покана на словачкиот заменик премиер и министер за одбрана Роберт Калинак. Мисајловски нагласи дека саемот представува значајна меѓународна платформа за презентација на современи технологии, иновации и достигнувања во областа на одбраната и безбедноста. Во својата објава на социјалните мрежи, министерот истакна дека овој саем нуди одлична можност за размена на искуства, идеи и добри практики меѓу сојузничките и партнерските држави, како и за зајакнување на меѓународната соработка. Тој додаде дека во услови на современи безбедносни предизвици ваквите настани имаат особено значење за следење на технолошкиот развој и унапредување на капацитетите во одбрамбениот и безбедносниот сектор.
Според Мисајловски, учеството на вакви саеми придонесува кон поголема поврзаност меѓу државите и подобро разбирање на новите трендови во глобалната безбедност. Бројот на странски туристи кои ја посетиле Македонија во март годинава се зголемил за 7,4% во споредба со истиот месец минатата година и достигнал 59.367 посетители, објави Државниот завод за статистика. Според податоците, бројот на ноќевања реализирани од странските туристи изнесувал 98.646, што представува раст од 3,8% на годишно ниво. Најголем број странски туристи во март дошле од Германија 9.645, пошто следуваат туристите од Грција со 9.090 и од Франција со 4.945 посетители. Во периодот јануари-март, бројот на странски туристи е зголемен за 6,9% и достигнал 124.891, додека бројот на нивните ноќевања изнесувал 213.913, што е раст од 0,2%. Истовремено, бројот на домашни туристи во март изнесувал 14.554, што е намалување од 6,9% во однос на истиот месец минатата година. Домашните туристи оствариле 35.587 ноќевања, односно 3,7% помалку во споредба со минатата година. Шефот на Светската здравствена организација Тедрос Аданом Гебрејесус денеска соопшти дека се потврдени вкупно 11 случаи на хантавирус поврзани со крузерот Хондиус, меѓу кои има и 3 смртни исходи. Според неговата изјава во Мадрид, 9 лица се лабораториски потврдени како позитивни, додека уште 2 случаи се сметаат за веројатни инфекции. Сите заболени се изолирани под медицински надзор со цел да се спречи понатамошно ширење на вирусот. И покрај сериозноста на ситуацијата, Светската здравствена организација оценува дека ризикот од меѓународно ширење останува низок, но предупредува дека дополнителни случаи би можеле да се појават во наредните недели, поради долгиот инкубацијски период на вирусот. Организацијата препорачува засилен здравствен надзор на патниците кој треба да трае најмалку до 21 јуни. Патниците од бродот се веќе евакуирани со специјални летови од Канарските острови, пошто бродот управуван од компанијата отплови кон Холандија со минимален екипаж. Се засмета дека можниот извор на зараза е холандска двојка која најверојатно се инфицирала во Јужна Америка пред да се качи на бродот и која прва развила симптоми и подоцна починала. Вкупно околу 150 патници од 23 земји биле на бродот кој тргнал од Аргентина на 1 април. Последниот смртен случај е германска државјанка која починала на бродот на 2 мај, што дополнително ја зголеми загриженоста кај здравствените власти. Гебрејесус ја пофали Шпанија за брзата и координирана евакуација на патниците, оценувајќи ја операцијата како пример за меѓународна солидарност и одговорност. 6 лица загинаа во израелски воздушен напад врз населбата Кфар Дунин во Јужен Либан, соопшти Либанската државна новинска агенција, додека уште 7 лица се повредени и пренесени во болници во градот Тир. Според извештаите, нападот погодил куќа во населбата при што непријателски авиони извршиле воздушно бомбардирање. Инцидентот дополнително ја зголемува тензијата во регионот и покрај формалниот прекин на огнот што е во сила од 17 април. Во меѓувреме, израелски одбранбени сили на социјалните мрежи издадоа наредба за евакуација на жителите на малото градче Сохмор во долината Бека, на истокот од Либан, предупредувајќи за можни нови воздушни напади. Иако постои прекин на огнот, израелските сили продолжуваат со ограничени напади во повеќе региони на Либан, додека од друга страна проиранската милитантна група Хезболах продолжува да презема одговорност за напади врз израелски цели, што дополнително ја комплицира безбедносната ситуација. Според информациите, ескалацијата на конфликтот датира од почетокот на пошироките воени операции, при што се пријавени илјадници жртви. Либанските власти наведуваат дека илјадници лица се убиени од почетокот на судирите. Се очекува нова рунда разговори меѓу Либан и Израел во Вашингтон в четврток и петок, со цел намалување на тензиите и можно политичко решение за кризата.
Времето денеска ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Во попладнивните часови ќе има услови за локална појава на краткотраен пороен дожд и грмежи, информираат од управата за хидрометролошки работи. Ќе дува и засилен ветер од западен правец кој повремено ќе достигне брзина над 80 км на час. Утринската температура ќе биде од 7 до 13 степени Целзиусови. Дневната ќе се движи од 17 до 31 степен. Во Скопје е променливо облачно време со сончеви периоди. Во попладнивните часови се услови за локална појава на краткотраен пороен дожд, грмежи и слаб до умерен ветер од променлив правец. Температурата ќе биде од 11 степени наутро до 29 во текот на денот. За утре се прогнозира променливо облачно време со услови за слаб локален дожд. Во текот на денот ќе дува слаб до умерен ветер. Максималната температура ќе се движи од 20 до 26 степен.